Јас сум Джоле, иначе попознат као Георгиловски. Јас сум Джоле Смат. Како е? Одлично. Кажи ми, Джоле, после толку години музицирање, правење музика, дали некад скочува? Никогаш. Тоа е целиот проблем што желбата само расте и има некое внатрешно жарче што само се распламнува, како да ти кажам, ко внатрешен немир. Сакаш да биде се подобро, сакаш да биде се да се доближиш до некои светски стандарди, тоа го правиш упорно и мислам дека додека не кажеш сам, абе, чекај малце, доста беше, мислам, прекини, доста е, нема да згасне жарот никогаш. А што има ново со Смат? Со Смат почнавме да работиме на материјалот за петиот албум. Се уште нема наслов албумот, имаме направено 4 песни. На првите 2 песни има средени се и аранжмански, веќе сме спремни да влеземе да снимиме и прв сингл. Песните се викаат Се или ништо и последниот Куршум и многу сме задоволни како звучат, како целата приказна околу нив. Значи малце текстуално се уште поемотивни од претходниот материјал. Можеби музички некого нема да му ги исполниме желбите, нема да го добие тоа што го очекувал од претходниот материјал, но сигурен сум дека ќе им ги прошириме барем малку видиците за тоа што значи Смат. Кажи ми за албумот што последниот албум што е издаде. Како ако ги сумираш пример и вашите впечатоци и впечатоците на луѓето кои ги сакаат Смат, дали сте задоволни? Четвртиот албум се викаше Мемуарите на скршениот човек и јас мислам дека не само моите, туку и на другите членови од бендот на тој албум дадовме еден може најпрофесионален поглед. Значи, кога станува збор за правење на песни, продукција, аранжман, снимање, па се до креација на омотот, потоа мерчандајз, дадовме еден друг аспект на целата ситуација и публиката многу добро го прифати, можеби најдобро прифатен албум од бендот и исто и ние. Премногу сме задоволни од тоа како помина тој албум. Има уште некој спот? За тој албум, не. Затоа што идеме напред. Мислам дека албумот излезе 2012 и сега би било малце глупаво да правиме спот на албум кој излезен тогаш. Јас би сакал да има спот нов, но ситуацијата испадна таква да не снимиме ништо. Сега од новиот албум, дали планирате повеќе видеа да снимите, пошто некако луѓето се научија да гледаат музика вместо да слушаат. Сите песни со спотови, подобро се прифатени и повеќе се слушани отколку чисто песни. Тоа ми е многу јасно и навистина е така, но луѓето го забораваат оној момент кога треба музиката која што ќе допре до нив да ја разбуди нивната имагинација. Значи тоа е се во ред. Ние ќе направиме спот, ќе им ја дадеме приказната за одредена песна и тема, но моментот кој недостасува, мислам мене кој ми недостасува е да се остави малце на имагинацијата. Луѓето сами да видат што значи песната, а не да им се даде како видеоматеријал. Не викам дека нема да направиме спотови, ќе направиме, а не сум против тоа, но сепак треба да има и малку, како да ви кажам, и самосвест за песната, за материјалот. Мислам дека повеќе ќе ја слушаат доколку си ги развијат виугите. Добро, кажи ми, Джоле, нешто сега, има ли некоја најава, нешто, концерт, некој настап? Па, ова не би требало да го кажам, но затоа што се уште го немаме нигде кај објавено. Но е ексклузивно, Смат немаме свирено во Скопје од летото.
И првиот настап ќе ни биде на Die Hard Winter фестивалот во Скопје на 19 март. На него ќе настапат Shortwave Hero од Скопје, Hardface од Охрид, Smut и Born From Pain од Холандија. Иначе Born From Pain е голем бенд. Имаат преку 4-5 изданија. Во Скопје доаѓаат трет пат и се доста големо европско име во оваа сцена, во хардкор, металкор сцената. На домашната сцена и се добро познати, кога дошле тука направиле Русвај. И не знам, едноставно треба да дојдат и да почувствуваат, да видат каков е тој бенд, каква е таа енергија, зашто се Born From Pain толку голем бенд и тоа. Што мислиш за македонската сцена? Македонската сцена, знаеш, често пати размислувам и јас и моите пријатели за тоа каква е македонската сцена. Нормално како и секоја сцена на Балканот си има свој ups and downs, што би се кажало. Но највеќе во последно време има даунс. Значи, има изданија повеќе од било кога, но глупо ми е да зборам за македонската сцена. Малце болна тема ми е стварно, Како некако за војнината, пример за млади бендови што надоаѓаат, што некако совет за Па тоа е целиот проблем, баш тоа што го зборувавме со видеата. Луѓето се навикнати да седат дома и да гледаат видеа на YouTube. А тоа не е тоа искуство кое се бара, значи бендови не можеш да направиш дома, треба да излезеш и сам да ја направиш, да си ја напишеш својата приказна. Дома седејќи и гледајќи видеа на YouTube, ти нема да видиш ни еден концерт, нема да го почувствуваш концерт. Нема да го направиш тој бенд што од секоја си сакал да го направиш. Треба да излезеш и директно да се видиш со луѓето. На интернет не знам нешто добро што искочило од интернет комуникација и гледање видеа на YouTube. Кажи ми за твој омилен настап, мислам на Смат, кај мислиш дека најјако би било Лично тебе сега, што си ти тука. Значи, последните 3-4 години не можам да кажам дека сме имале лош настап. Освен еден кој не би сакал да го спомнувам, тоа не беше од аспект на лош настап, туку технички беше лош. Од таа гледна точка. Иначе сите други настапи биле перфектни. А да издвоиш еден, би можел? Као најврх? Врх. Кога прославувавме 18 години Смат, промоцијата на албумот, мемуарите на скршениот човек, потоа концертот во Софија со Parkway Drive. Стварно еден издвоил, Па не, стварно не можам еден да издвоам. Сите беа добри на свој начин. Значи, кога свиравме на Пивофестот, на Кале, тоа беше одличен. Буквално во последните 2-3 години задоволни сме од сите настапи. Кажи ми нешто да не те прашам, а да сакаш да кажеш. Поддржувајте ги македонските бендови, поддржувајте ја македонската сцена. Излезете од вашиот кафест, се надевам таму ви е топло и имате убав комфорт, но надвор од кафестот е секогаш поубаво.